точно 365 дена во годината кога и Лајка организираше ваков настан, ден подосна, ама веќе кажеме дека оправдано поради кампањата, волонтерската кампања која што во моментот е во ек, ќе споделиме дека тоа ќе се случи на 14, ако не грешам, овој месец април. Со првоаприлскиот маскенбал ќе задоцниме, на крај ќе на средина на месецот планираме да го организираме, затоа што сепак граѓаните го бараат. Тоа е еден весел настан каде што се дружиме со куќиња, со вдомени куќиња и така имаме можност да ги презентираме куќињата на Лајка. Супер. Така што. Значи 14 да не заборавите. Во Градски парк, да. Да. Радмила Пешева, директорка на јавното предпријатие Лајка и нашиот Столе Вилковски исто така од јавното предпријатие Лајка и можам да кажам дека сте едукатор всушност во оваа кампања и еве, веќе како ми рековте 4 седмици можеме да забележиме добри резултати од воведувањето. Кога сме кај учениците и кај најмладите, всушност така на некој начин со поддршка од амбасадата на Соединетите Американски држави, вие всушност одговорно ја започнавте годинава повторно со кампањски со Лајка. Точно така, јас сум Столе Велковски и сум едукатор во кампањата од јавното предпријатие Лајка. Веќе работиме со 4 општини и со 7 училишта имаме завршено и со повеќе од 600 деца имаме представено нашата кампања која вели како да бидам одговорен собственик на својот миленик. Она што сакаме да им го пренесеме на децата е всушност како да бидеме одговорни собственици и зашто е тоа многу важно за нас како граѓани, односно за нив како собственици на милениците. Именно, Столе, Радмила би ве прашал, дали овој проект кој што прилично фини размери добива низ скопските училишта, 7 или 8 ми рековте скопски училишта ќе бидат опфатени така досега, дали се очекува тоа, например, да здравје Боже, ако ова излезе, дефинитивно ќе биде и повеќе успешен проект, Македонија да се обедини, наречеме, и повеќе градови да бидат вклучени во иднина? Ние од секогаш во нашата програма, без оглед освен основната дејност, која што ние секогаш сме вклучувале едукација. Лани, може би се сеќаваш, имавме со најмалите, со градинките и тоа доаѓа кај нас и беше многу успешно. Сега, само во 7 општини, во 7 училишта од неколку општини трае проектот, меѓутоа сите општини ќе ги покриеме. И училиштата се пријавуваат сами, односно во соработка со општината, меѓутоа не викаат и во новот, како ја видоа медиумскиот одзив, кога имаш информација во медиумите, почнуваат училишта веќе и сами да се јавуваат. Луѓето препознаваат колку е ова одлична работа. Значи, во целиот овој наш општествен денеска хаос со куќињата бездомни, како лесно се создаваат бездомни животни кои што после се комунален проблем, препознаваа дека можеби во отсуство на соодветна законска регулатива, можеби едукација е вистинска работа и тоа кај најмладите, кога се развиваат, кога осознаваат работи, да сватат како одговорно се чува животно, зошто има бездомни, како да нема бездомни, дека луѓето се одговорни, дека понатаму се развива една емпатичност, кажуваме дека животните се сензитивни битија, емотивни битија, дека се многу повеќе од нас. Членови на семејство веќе кога ги примиме во својот дом и дека тоа подразбира одредени одговорности како за послаби, како 10 Божји заповеди. Тоа значи дека треба да ги испочитуваме нивните во случајот заповеди, тоа што понекогаш за жал и на некој начин тие од нас зависат. Меѓу другото, ова е пилот проект на некој начин, така ако не се лажам, ме интересира како етапно оди целата програма и ми чинам дека ова вистина треба и овој проект да донесе една државна цивилизацијска стратегија и задача да биде. Ние ќе го продолжиме во секој случај, а Столе може да каже и како се контактите, што вистински од искуство со децата на лице место. Значи, во суштина само да додадам дека нас не е планирано да ги посетиме сите 10 општини, по 2 училишта беше начално планирано, првично планирано, меѓутоа морам да кажам дека и покрај тие 2 училишта кај што ги извршивме едукацијата, од истите општини се јавуваат и каде што има и повеќе училишта и бара да продолжиме таа едукација и во тие училишта. Од интересот сме навистина многу задоволни.
Сакаме да биде тоа и надвор од скопските општини, меѓутоа исто разговаравме со Радмила да направиме една едукација и за повозрастници, односно да продолжиме и во средните училишти. Ако можеме ова да го правиме секоја година би било одлично. Значи се очекува да биде долгорочен проект. Да, ние би сакале да биде долгорочен проект, затоа што е многу важно и за нас, а богами и за граѓаните и за сопствениците. Во програмата овој сегмент и таа нели помина на советот и никој немаше забелешки. Многу е важно, затоа што комплетно отсуствува едукација на најмладите. Значи, во суштина ние кога разговараме со дечињата, фокусот го ставаме нели на одговорното сопствеништво и пред се нашата прва и главна порака е дека домашните миленици не се напуштаат. И зашто е тоа така, сакаме да им објасниме на дечињата. Разговараме околу благосостојбата на животните, околу нивните права и слободи, односно околу 5 слободи што ги имаат самите како еден миленици. училишен час, така се одвива програмата? 45 минути, толку и трае презентација. Да, со тоа што многу често се собираат 2-3 класа, па предаваме на 2-3 класа одеднаш дали на некоја бина или така натаму, некогаш во поголеми простори каде што може да се соберат повеќе деца. Интересот е голем, дечињата се фантастични, морам да признам, имаме одлична соработка. Не се но сомневам темата е доста интерактивна. Чинам дека многу интерактивна и на наше задоволство дечињата се одлично подковани и од биологија и од социјална одговорност. И имаме навистина интересни дискусии со дечињата, кажуваат дечињата се искрени, секогаш ќе ви кажат кој е одговорен сопственик, кој од соседите не е одговорен сопственик, зашто е тоа така. Веќе перцепираат правилно. Апсолутно. И нашиот фокус на предавањата е токму тоа, нели одговорното собствеништво, збориме за правата и слободите на животните, збориме за вдомувањето, за стерилизирањето и така натаму. Сакаме да им ја пренесеме идејата зашто треба да бидеме нели одговорни собственици, зашто е тоа многу важно. И генерално тоа се нашите главни точки и имаме уште еден дел каде што разговараме како да им се пристапува на животните, доколку станува збор за бездомни животни, доколку станува збор за животни со собственик. Имаме еден дел за нели не дај Боже ако има некој напад од куќе како би требало да реагираат во таков случај, како да се Значи сите сегменти се опфатени. Генерално се сите сегменти опфатени и плюс на едукациите си ја носиме нашата маскота Зиги куќето. Тоа сакам да кажам. Која што ние сега некако препознаена од нели оние креативи, банери, нели флаери кои што ги имате, имено ќе се поистоветам и со овој месец април. Со оглед на времето би сакал да го споделам дека на 4 април всушност светскиот ден на бездомни животни се одбележува. Македонија исто така дел од нели земите, ден кога всушност нели целиот свет на некој начин се одржуваат кампањи и акции за вдомување на бездомни животни настани за подигнување на свеста и јавноста за конкретно за стерилизација, кастрација, за што сме говореле. Некаде прочитав бројка дека од 600 до 800 милиони, некаде до 1 милиарда можеби ќе се достигне до 2025 бездомни животни на територија на цел свет. Во Македонија некаде, дали имате, знам, нема конкретен регистар, меѓутоа дали околу 100.000 можеби збориме на Македонија. До 38.000 имаше регистрирани, чипирани куќиња, бездомни се смета дека е, мислам дека нели ја права таа формула 0,1 на жител. Аха, така. И затоа ние манипулираме со бројката дека има во Скопје 5 до 6.000 бездомни куќиња. Тоа е формула која што е во светски рамки обично. Бидејќи јавното предпријатие Лајка изврши броење на куќињата според методологијата на ВХОА, на таа светска организација. Со помош на граѓани, понекогаш ги имате може овие бројки да ја пријават, така не, или не? Овие бројки волонтери ги направија наши. Броењата се прави неколку формули се во прашање, каде што одредена локација се пресметува на километар колку куќиња ќе сретнат колку пати во денот и после по некои алгоритми врз целата територија тоа така и формули се аплицира, така што во Скопје се изброја 4.500 отприлика бездомни куќиња, од кои што 2.500 веќе сме истретирале со маркички. Бездомната популација може да се сузбие, да не се создава и дополнително предизвикува и голема. Не сите шелтери, азили, прифатилишта се, како да кажам, хумани во светот. Премногу животни, само затоа што се вишок и затоа што никој не ги сака ни бара, се еутаназираат насекаде во светот. Така што ние сме
многу горди на тоа што правиме, да кажеме, хуман третман, што сме апсолутно посметени на хумана работа и токму заради тоа овој акцент на едукацијата. Затоа што граѓаните да сватат дека мора да помогнат во решавањето на комуналниот проблем, освен тоа што хумано помагаат на една емотивна душа, едно животно кое што може би најсензитивна тема, а и да не забораваме дека и спречување на зарази. Не само тоа, значи дека не е етички при толков број бездомни куќиња и секој од нив бара дом. Секој сака да припаѓа на човек. Тоа е една куќешка карактеристика стара уште од пред 14.000 години, кога нели куќето се прилагодило да стане домашно животно, уште од тие праисториски заедници, кога од ловци станувале земјоделци. Тогаш и тој сметаат, нели, научниците дека тој транзит на волкот спрема куќа. Така што куќето живее покрај човек. На куќето му треба човек, се надополнува покрај човек. Куќето не е диво животно што сака да се осами, да биде само. И токму поради тоа имаме како луѓе одговорност да ги прифатиме во нашата заедница, веќе кога не сме спречиле да се создадат. И тоа сакаме исто да го пренесеме и на децата, едноставно да сватат. Во суштина, во светот има околу 400 милиони куќиња, од кои 75% се сметаат за бездомни куќиња. Односно, 300 од тие 400 милиони куќиња се бездомни и токму водејќи се од оваа идеја, дека луѓето не се баш најодговорни собственици, се обидувавме да извршиме едукација од најмалите, па се до повозрастните категории на граѓани, токму да укажеме на овој проблем. Бидејќи не знам дали граѓаните знаат, меѓутоа во бездомна популација на куќиња спаѓаат и куќињата што не се домашни, а што шетаат по улиците и кои создаваат проблем. Исто од нашите едукации обрнуваме внимание на стерилизациите, односно на стерилизација и кастрација на животните и зашто е тоа потребно за намалување на бројката на бездомни животни. Една од работите се обидуваме легла, да нови услови за легла, да. И колку брзо иде таа прогресија, доколку никој не работи на нивното стерилизирање и кастрирање, колку ќе ни се зголеми бројката на бездомни животни. Се обидуваме на дечињата да им го објасниме дека само од 2 кученца може за 3 години да се напуни целото училиште, колку што се они колку бројка на дечиња може да има токава бројка на кученца, доколку никој не работи на одговорното собствеништво, на нивната стерилизација, кастрација и доколку ги напуштаме на улица и правиме комунален проблем. Именно. Ќе ви заблагодарам и ќе ми дозволите со камера на Телма да можеме да влеземе повторно во лајка, ако се дозволи можеби времето и просторот во некои училиштата, бидејќи следува нели и овој период оваа кампања за учениците и за волонтирање за животните, именно само да прашам, бидејќи толку не е времето, дали 4 април ќе се одбележи некако со лајка? Овие активности што ги имаме во април се во, да кажеме, во тоа светло, да, 4 април, затоа и сега ги правиме. Сите овие напори наши се за да се стопира бездомната популација на куќиња. Така што и маскембалот, сметајте го, се е тоа промоција на вдомување, се е тоа поттикнување на вдомување, наспроти купување, нели, се е тоа промоција на одговорно сопствеништво, така што сите настани во април што ги правиме се поврзани со денот бездомни животни. Јас само ќе посекам, дај Боже, бидејќи гледаме да оставаме неутрални како телевизија, особено по утринска антелма, во име на изборите го оставаме тоа на колегите од информативна редакција, сите оние кои што во моментот ќе се кандидираат со своји листи и така натаму, во својата програма да имаат и лајка поточно или за благосостојба на животните. Ви благодарам уште еднаш за благодарам.